Ана Андонова со својот краток филм "Секунда до вечноста" успешно се представи и на надпревар во Романија. Во Букурешт беше минатата недела и оттаму се врати со награда. За каков фестивал стануваше збор и која е наградата која што ја доби за овој твој последен краток филм? Па ова беше интернационален надпревар на проекти и јас во категоријата краток филм освоив сребрена медала со мојот филм "Секунда до вечноста". Покрај промоцијата на филмот на овој меѓународен надпревар на кој учествува млади од голем број земји од светот, имаше и можност да ја презентираш и македонската традиција. Како беа поставени сите овие активности? Дали постоеше штанд на кој се промовираше и филмот и она што понесе со себе од Тетова? Да, тоа беше многу интересно за секој проект, затоа што имаше повеќе категории, како програмирање, хардвер, роботи, кратки филмови. Имаше дел за проектот и дел за традицијата од земјата, од која што доаѓа кандидатот. И беше многу интересно да се видат тие култури и ми беше чест што можев да видам како различни култури, различни луѓе од многу земји, како тие го гледаат мојот филм. Дали си задоволна од она што го постигна и кој ти беше поддршка, затоа што сепак тоа беше активност која што се реализираше и преку твоето училиште? Да, се организираше преку моето училиште, но јас имав голема помош преку моите донатори, моите помагатели, кои што ми овозможија јас да го реализирам овој проект, да можам да учествувам на овој надпревар во Романија и уште еднаш им благодарам на сите кои што помогне на било кој начин. Како дозна за овој надпревар и кој те поттикна да учествуваш на него? Моето училиште, Јахја Кемал, ми го сугерира овој надпревар. Се работи за краткиот филм "Секунда до вечноста", во кој што говориш за трагедијата на една млада балерина. Продолжуваш ли и натаму со некоја нова, друга тема? Сега за сега немам поконкретен план, но имам глобален план за во мојот живот да правам многу кратки филмови.